Владата планира да дава повеќе пари за финансирање на невладини организации. Во моментов, во годишниот обрт од 150 милиони евра во цивилниот сектор, владата придонесува со само 5 милиони евра. Целта е оваа сума до 2022 година да достигне до 30 милиони евра. За тоа од каде ќе ги земе власта тие пари, фиксен одговор нема ниту премиерот Заев, бидејќи вели конкретниот модел ќе биде подготвен до септември. Јас неколку пати кажувам дека 2018 година веројатно имаме заштеди околу 100 милиони евра заради транспарентност. Вториот дел се согласувам во игрите на среќи и имплементирање на европски модели, ригорозност и одвраќање на коцкањето, кој што е важен аспект, кој што повлекува еден куп девијантни појави, може и текако да адресира одредена сериозна алокација на пари. Некој ми кажува дека повеќе од милиарда евра е бизнисот на движењето во нашата земја само од игрите на среќа од секој. Меѓутоа, сето ова ја покренува дилемата колку невладините организации ќе останат независни и колку ќе бидат критични кон власта ако добијат државни пари. Не знам дали Северна Македонија има развиено толку многу демократија за државата да ги финансира невладините организации. Тие се невладини поради една причина, што значи дека треба да бидат независни. Механизмот кој би овозможил финансирање на невладините од страна на владата може да се злоупотребува, што значи да се користи како контролен механизам на владата за организациите. Настане како очекува владата да имаме одржлив, критичен и корективен граѓански сектор, кој ќе биде дежурна свест и совест на граѓанството и ќе ги артикулира потребите на граѓаните. Ако нема институционална поддршка за поддршка на граѓански организации кои навистина се гласни кога нешто се случува во државата, истиот буџет го полнат и граѓаните и граѓанските организации во Македонија и мислам дека не е во ред да бидеме на последно место спрема споредбените податоци со Словенија, и со Црна Гора, и со Хрватска, и со Балканскиот регион во однос на инвестирање во самостојно одржливо граѓанско општество кое нема да зависи од странските фондови. За споредба, граѓанските организации во Словенија имаат годишен обрт од околу 900 милиони евра, а во нив државата учествува со 300 милиони.